Денувиве македонскиот председател беше во официјална посета на Ватикан и во работна посета на Италија. Имаше аудиенција кај папата и средба со италијанскиот председател. Беше откриена плоча на македонски јазик како благодарност до светите браќа Кирил и Методи. Наш специјален известувач од таму беше Душко Арсовски, токму тој утрово е заедно со нас во студиото 3 на македонската телевизија. Ќе говориме за тоа што најмногу му остави немав впечаток. Добро утро и добре ни дојде, Душко. Да, добро утро, Дијана, вам и на гледачите. Бидејќи доста информиравме за тоа што се случуваше таму, може би поубаво би било да видиме некои делови од протоколот и нешто што гледачите може би не го забележале на тие видеоматеријали што ние ги испративме. Така и ќе почнеме. Овие средби секогаш се инспиративни. Како оди протоколот? Има ли посебни процедури? Сигурно за новинарите, ако прашувате, треба акредитација, тоа го направи во нашиот случај амбасадата на Македонија во Ватикан. Се поминува низ сите тие точки на обезбедувањето, кој што проверува што се имате во вас, што носите. Се влегува во тоа огромно здание од еден влез, каде што на истиот влез легуваат практично и посетителите што одат таму, со тоа што за нас се двои едно патче кое што води кон централниот дел на палатата, еден, да го наречеме двор, каде што од каде што еден од влезовите води кон просторијата каде што е папата, каде што ги практично ги прима државниците. Так, кога сме кај политичките лидери, постојат ли посебни строги правила или? Па да, доста работи видовме таму што, например, не сме ги забележале вака, гледајќи и известувајќи од тука. Например, кога ќе се отиде таму е сосема друго. Например, папата никогаш не ги пречекува председателите долу во дворот, туку има посебна просторија. Еве додека течат инсертите, веројатно ќе наидеме и на таа просторија која што се нарекува библиотека. Нема бог знае колку книги, меѓутоа така ја нарекуваат библиотека и токму таму ги пречекува заедно со остатокот од делегацијата. Интересно е што, например, додека се движи делегацијата, односно додека да дојде председателот, неговата придружба, делегацијата, ја пресретнуваат едни интересни човечиња со синџири, со интересна униформа, ќе ги видиме, предпоставувам и нив на овие инсерти што сега во моментов одат. Тоа се луѓе кои што се донатори во Ватикан, многу видни личности, може да се рече и богати, меѓутоа во случајов волонтираат и тие се еден вид на, да ги наречеме, специјална некоја единица која што поминува во ходникот пред да влезе председателот. Значи, тоа не е никаков срам да се волонтира, иако луѓето се богати, плюс и донираат. Ова е тој влез за кој што зборувавме, значи, каде што председателот практично влегува, ова е веќе внатре, пред таа просторија која што нарекуваат библиотека. Еве ги овие интересни личности за кои што ви кажував, кои што се богати, со така специфична гардероба, сите се возрастни луѓе, значи нема некои млади личности, повеќето се возрастни, кои што во случајов го најавуваат влегувањето на председателот и делегацијата. Значи, ова е ходникот, практично не е просторијата каде што се одвива целиот разговор, просторијата во вратата лево. Так, Арсовски, има ли некакви пикантни случаи, некакви инциденти низ историјата? Па не, баш и јас се интересирав дали некогаш бил прекршен протоколот, дури и за италијанскиот државен врв, иако си се први соседи што се вели тука, си го делат истото земјиште на некој начин, нема, строго е. Значи, истиот протокол си има протокол за председател, си има протокол за премиер. Еве го ова пречекувањето што ви реков и влезот во просторијата. Интересно е што пред да почне и кога ќе заврши, кога почнува и кога завршува разговорот, тет-а-тет разговорот, очи во очи, звони звонче, како на час, например, означува почеток и означува крај на разговорот. Прво седат тука на ова масава, каде што може да бидат присутни и медиумите, потоа ние се повлекуваме и тие си остануваат сами во просторијата да
да разговарат. Така, комплексот изгледа импозантно. Што се има? Па да, има навистина многу простори кои што ние не успеавме да ги видиме, меѓутоа овој делот каде што бевме по тие ходници навистина е се на свое место, дури се чудевме колку труд треба и колку персонал за сето тоа да се одржи. Многу убави се и просториите на Ватиканскиот музеј каде што се изложуваат разноразни подароци, вредни икони, таписери и различни уметнички дела кои што ги добива папата Ватикан на подарок. Тоа се значи безброј, да речам, простории. За секој од нив е заложен човек, па сега не знам, не можев ни да пресметам колку луѓе се вработени и колку луѓе се грижат. Ме праша за инцидент, не е инцидент, меѓутоа многу ми беше симпатично. Дописникот и ден денеска работи од таму за хрватските медиуми, Силвио Томашевиќ, ми кажа дека токму со Македонија имало еден случај во средината на 90-тите, имало изложба на икони од Македонија таму и тој станал во име на тогашните југословенски медиуми да праша на пресконференција дали ова значи дека Ватикан ја признава автокефалноста на македонската црква. Грција 2 години била лута на Ватикан, дури запреле и тие канонски преговори. И еве тоа е некој, да речеме, така ситуација која што е врзана токму за Македонија. Ватикан нема на пример дипломатски односи со Кина, со Северна Кореја. Франција има проблем затоа што се уште нема прв дипломат, затоа што претходниот што го пратиле бил многу гласен за правата на хомосексуалците во Франција. Ватикан едноставно не сакал да ги приме акредитивните писма и така. Тоа се некои интересни ситуации. Да. Така. Имавте ли време, најдовте ли време да го разгледате Рим? Да, имавме навистина и штета да бевме на таква локација. И Рим самиот е таков, се е во круг, па има време да се види. Сега не може се, меѓутоа најголем дел од знаменитостите можевме да ги посетиме и обично новие посети, и тоа е симпатичниот дел. Успеавме нешто и да снимиме. Јас не знам дали имаме време да ги видиме право вестите. Јас ќе успееме или само ќе добиеме информација дали ќе успееме сега да ги видиме, да го видиме токму ова видео парче или да оставиме сето тоа да се случува по вториот информативен блок. Да, ќе може да го видиме. Гледаме Душко сега што регистрираше нашата камера. Да, малку излеговме од Рим и чисто за да видиме како изгледа тој брегот морскиот, што е многу блиску, се оди со јавен превоз до таму и еве што забележавме. Сепак ќе видиме, ќе ги држиме уште малку во неизвестност нашите гледачи, сепак ќе ги дознаеме најновите информации пред се од земјата и светот. Време за вториот информативен блок, а веднаш потоа продолжуваме со она за кое што останавме должни. Останете со нас. Го продолжуваме нашиот втор разговор за ова денешно издание на Македонија наутро. Само да потсетиме и за оние кои што сега се вклучува. Деновиве македонскиот председател беше во официјална посета на Ватикан и работна посета на Италија. Душко Арцовски беше таму, сега е тука да каже се што се случуваше. Да, не објаснивме тоа, можеби некого ќе збуни. Едното се вика официјална посета, другото се вика работна посета. Според протоколот на Ватикан не може, тоа важи за сите државници, не може во исто време да се оди во официјални посети и на Ватикан и на Рим. Иако се тука, пак ќе речам, први соседи, тоа е така, можеби и е на некој начин покажување почит кон Светата столица. И затоа е ова, кога оди во официјална председателот, вторава е работна. И уште една интересна ситуација, исто според протоколот, во посета на официјална, односно работна посета на Рим, односно на Италија, може да оди некој државник 2 дена откако ќе заврши официјалната посета на Ватикан. Значи еве и тоа е една ситуација која што на пример веројатно многумина не ја знаат, а вака е интересна. Так. Најавивме за оној неформален дел пред вестите, направивме едно кусо материјалче од едно градче блиску до Рим, кое што излегува на море. Се стигнува дотаму со јавен превоз, тоа е не е толку блиску, се патуваат некои 45 минути, меѓутоа еве можности со јавен градски превоз кој што чини само евро и пол, да речеме во еден правец да се стигне до море и еве што забележавме со колегата снимател Трајчи Илиевски. Македонската телевизија во моментов се наоѓа во Лидо ди Остија. Тоа е еден град кој што е во близина на Рим, кој што
брегува на море, како што можете да видите, иако е 1 ноември, плажата е преполна, но водата сепак е студена. Многумина ни рекоа дека вака е во текот на целата година. Плажата е стил на живот. И како не би бил. Интересно е и подалеку од плажата. Со убави вили. И интересни луѓе. Така и овој собственик на кантина. Вели дека е од Бангладеш. Дошол во Италија пред 11 години. Го прашавме како беше на почетокот кога почнуваше. Дали беше тешко, дали како странец имаше проблеми. Не, вели за мене не беше тешко. Си ја сакам работата. Во однос на тоа дали трпи бизнисот поради економската криза, вели почувствувал пад на прометот, но не драстично. Го прашавме колку илјади евра се доволно месечно за да се живее нормално овде. Не одговори конкретно. Вели работа многу и засега е добро. Италија ја доживува како убава за живење. Местото вели е мало и можеби ќе го прошири бизнисот со збогатување на понудата. Италија е прекрасна земја, имам работа, луѓето се фини, но треба малку да се навикнеме на менталитетот. Ни треба и добро образование, вели овој собственик. Од Лидо ди Остија на враќање кон Рим, патот со воз не однесе до уште едно инспиративно место. Местото во кое што сега се наоѓаме може да се рече дека е вистински драгоцен камен на овој дел од Италија, во близина на Рим. Се вика Остија Антико, а ова што го гледате во моментов е влез на еден дел заград од кабинета на Јулије II. Овој град во градот изгледаше како излезен од бајките. И за крај на ова кусо патување, заклучокот е дека колку што е Рим познат во светот со историските градби и ископините, толку и неговата околина заслужува внимание, макар и на еден ден. Душко спомена дека посетата на ова место од Рим, превозот, односно од Рим до местенцето, чини само €1,5, од тоа што го видов дефинитивно вреди да се отиде. Па вреди затоа што е море, затоа што беше ноември, а плажата беше преполна, значи да се почувствува морето и плажата во овој период од годината е нетипично барем за нас, меѓутоа еве како што слушнавме и во оваа куса репортажа, луѓето немаат времето не е ограничување за тоа дали ќе се оди на плажа, значи тоа е стил на живот и што да речеме блазеси. Така, туристи има во Рим? Има, значи таму дури не треба да се прашува затоа што живее во текот на целата година многумина од угостителите со кои што вака разговаравме надвор од без камера. Ни рекоа дека и нема сезона, таму е и сега да се отиде, и во март, и околу Нова година, божикните празници, да не зборуваме воопшто. Постојано има многу туристи. Ја сретнавме Дајан Китон, например, Да, тоа не го пред кажавме, базиликата Санта Марија Маџоре, каде што беше поставена плочата на македонски јазик, посветена како благодарност за браќата Кирил и Методи. Од нигде никаде се појави Дајан Китон и така. Значи, тоа е град кој што живее, пулсира, привлечен во текот на целата година за различни типови на луѓе, туристи, артисти и така натаму. Мислите, така. Душко, ти благодарам за одвоеното време за разговорот, ќе се видиме повторно. Да, благодарам. Да.